Владико, благословено е царството на Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За мир во светот, за благосостојба на светите Божји цркви, за соединување на сите. Да се помолиме на Господа. Господи, во него со вера, набожност и страх Божји, да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Помина речиси 20 на години откако прв пат прошетав низ Скопскиот рурален регион, поточно речено низ неколку приградски населени места, меѓу кои Скопското село Новосело, распослано во северозападниот дел на Скопската котлина, на територијата на општина Ѓорче Петров, а и за ова населено место направив документарна репортажа. Почитувани мои, ете како што вели народот, по 20 на години повторно дојдов во Скопското село Новосело, на сам ден на патрониот празник на нивната многовековна селска летна слава, Свети Архангел Гаврил, по покана од членовите на црковниот одбор до ова село да направам нов документарен запис. Бога ми, мерак ми беше што ете Господ и мене ме донесе да дојдам на гости во ова село, а новоселци да ми бидат мои домајќини, а јас да бидам дел од всенародната веселба која со векови се пренесува од колено на колено, од генерација на генерација. Навистина се радува што во вистинска смисла на зборот јас бев дел од старите адети и обичаи кои мештаните до ова село ги негуваат и речиси ништо не измениле од народниот ритуал, поточно кажано како што било некогаш така и сега. А дел од овие стари адети, обичаи кои од памтивека па се до ден денешен се негуваат во ова село, преку оваа репортажа ќе се обидам и вам да ви пренесам и вие што се вели да бидите дел од нив. Силата и славата на Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Почитувани мои, мојот стар обичај кога патував низ руралните региони, заборавените села во Република Македонија, беше малку видоизменет. Овој пат во ова село не дојдов со моето возило, со стариот руски джип, со камазот, кој речиси 20 и кусор години ми е верен сопатник, не рано из утрината, туку во приклучерината пешки. Може би се прашувате зошто пешки? Почитувани мои, затоа што селото Новосело се наоѓа на само 2-3 километри оддалечено од местото каде што живеам и се реши малку да ги пооптегнам, народски кажано ногете, малку да ги размрдам. Може би се прашувате зошто во приклучерината? Почитувани мои, да го фатам засловот вечерното богослужение. Почитувани мои, пред вечерните сончеви зраци, милувајќи го селото Новосело,
Пред се селската црква Свети Архангел Гаврил ја навестува празничната атмосфера, а од соседните населби на Новосело, како бисер гердан се зареди народ во правец на селската црква. Црковниот двор набрзо се наполни со народ. Почитувани мои, пред да ви пренесам дел од ова сенародно празнување, поточно посветено на Свети Архангел Гаврил, во Новоселската црква Свети Архангел Гаврил, предлагам да ве запознам со денешниот изглед на оваа скопска приградска населба. Почитувани мои, 30 години патувам низ Република Македонија. 30 години патувам низ руралните региони во Република Македонија, патувајќи низ 1984 македонски села, од кои што во овие 30 години имам поминато 1765 села. Овој пат моето патување, поточно речено патешествие низ нашите убави македонски села, е малку невообичаено. Одека се наоѓам во руралниот, не во руралниот регион, во еден од многуте рурални региони во Македонија, туку се наоѓам во главниот град на Република Македонија, Скопје, се наоѓам во општината Ѓорѓе Петров, а поточно речено се наоѓам во една од приградските населби Новосело. Наминав во ова населено место да направам нова репортажа, не само на селото Новосело, едно од десетината села кои што го носат ова име, туку да наминам во двете цркви со име Свети Архангел Гаврил, кој што едната се наоѓа овдека во селото Новосело, а другата се наоѓа во Маријовското село Скочевир, да направам нов видеозапис, документарен запис за старите адите обичаи кои што од колено на колено, од генерација на генерација се пренесуваат во славејќи го патрониот празник на селото Новосело Свети Архангел Гаврил. Почитувани мои, погледајте и уживајте, затоа што со окото на камерата ќе се обидиме да го доловиме секој празничен детал. Кога ќе дојдете во ова населено место, најсетне така да речам, ќе ве пречека срцелото, но не од оној класичен тип, затоа што речиси нема нешто што ќе ве присети на она што некогаш било. На старото одавна му замина времето, новото се уште надоаѓа. Во Новосело ги нема поранешните калдрмисани селски патчиња и сокачиња, нив одавна ги има покриено асфалтот и бетонот. Секој добронамерник кога ќе прошета низ некогашните селски сокачиња и патчиња, ќе забележи дека старата традиционална македонска чаршичка архитектура, која и порано ја имало ова село, која се карактеризирала со куќи чардакли, чии приземје било изидено од камен, каде се наоѓале просториите за чување на добитокот и амбарите за жито и кат, исто така изидан од камен, опашен со вертикални и хоризонтални греди летви, ковани со штички и спреплетени прачки, малтерисани со глинена кал измешана со слама, со задолжителен чардак и огниште, старите дворишта, некои поголеми, некои помали, но сите оградени со дебели големи ѕидови и со големи тешки порти, ќе се воодушеви од современата архитектонска градба со новоизградените семејни куќи, кои говорат дека селото Новосело не е заборавено село во Република Македонија. Иако Новосело наликува на современа приградска средина, мештаните денеска од своите предци ги продолжуваат адетите, обичаите, свадбите, крштевките. Секое семејство има своја куќна слава, како што се Петков ден, Митров ден, Ѓурѓов ден, како и заедничката селска слава Свети Архангел Гаврил, која слава е тесно поврзана со формирањето на селото од пред речиси 800 години. Ново село го менуваше својот лик, постепено преминуваше од селска во приградска населба.
Од година во година, бројот на населението се зголемуваше, бројот на новонаселени семејства од околните сковски села и населби, новодојдените семејства со себе си ги носеа нивните стари адети, обичаи, кучните слави, па затоа, речиси пред 50 години, местното население реши да изгради црква врз старите темели на некогашната селска црква, кое го носи името, како и селската летна слава Свети Архангел Гаврил, каде што во црковниот двор оваа летна селска слава ќе се празнува како општонароден собир. Почитувани мои, пред да ви пренесам дел од всенародното вечерно празнување, да видите како изгледаше заслогот, посветен на Свети Архангел Гаврил во Новоселската црква, Свети Архангел Гаврил, предлагам да се запознаете со ликот на Свети Архангел Гаврил. Свети Архангел Гаврил е еден од големите 7 архангели кои престојат пред престолот Божи. Во библиските преданија го среќаваме како Божи гласник. Го нарекуваат и отелотворение на Светиот Дух. Свети Архангел Гаврил најпрвин му се јавил на Мојсеј како Божи избраник, му соопштил како е создаден светот и се друго останато, што Мојсеј потоа го запишал во книгата Битие. Исто така, Свети Архангел Гаврил му се јавува на пророкот Данаил, на кого му ги сообштил тајните на идните царства и доаѓањето на Спасителот. Свети Архангел Гаврил и најавил и ветил на Света Ана дека ќе роди ќерка, преблагословената и пречиста Марија, додека таа престојувала во Јерусалимскиот храм. Свети Архангел Гаврил е ангелот кој му се јавил на првосвештеникот Захари и му сообштил за доаѓањето на претечата Јован и казнувањето Захаријево со немошт затоа што не поверувал на неговите зборови. Свети Архангел Гаврил е ангелот кој во Назарет и се јавил на мајката Божја дека Светиот Дух ќе ја овоплоди и дека ќе го роди Божиот син. Исто така, Архангелот Гаврил му се јавил и на праведниот Јосиф и на пастерите во Витлеам. Архангелот Гаврил исто така го најавил доаѓањето на Господ Исус Христос во Гециманската градина, кога тој го крепел Господа како човек пред страдањето, како и јавувањето на жените миросници и многу други чуда низ историјата на човечкото спасение. Овој голем Божи празник, посветен на Архангелот Гаврил, се слави на 25 спроти 26 март секоја година, веднаш по празникот Благовештение, како учесник во настанот, односно како гласник на зачнувањето на Спасителот, и на 25 наспроти 26 јули, црквата се сеќава и ги слави сите негови јавувања и чудотворства. Се смета дека оваа слава е воспоставена најпрво на Света гора во 9 век за време на царевите Василий и Константин Порфирогение и на патријахот Никола Хрисосврек, а по повод јавувањето на овој архангел во една челија близу до Кареја, каде што со прст на камен ја испиша песната кон Пресвета Богородица "Достојно ест". Заради овој настан, таа ќелија и денеска се нарекува ќелијата Достојност. Небото беше ведро, времето релативно топло, летно, сонцето на заоѓање, а месечината со сиот незин сјај од небото го осветлуваше црковниот двор,
прилагодено за окото на мојата камера да го долови секој празничен детал. Црковниот двор беше препол со народ. Се очекуваше парохискиот свештеник заедно со дел од свештениците од Волковската парохија. Како што е редот, прво меѓу еднаквите пред царските двери, пред светиот престол се поклони парохискиот свештеник, а по него дел од свештениците на Волковската парохија. Започна со вечерното богослужение посветена на Свети Архангел Гаврил. Почитувани мои, предлагам дел од ова духовно богослужение да проследите во продолжение на оваа репортажа. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Отче благослови. Исус истински Бог наш, по молитвите на Твоята пречиста препроста Света Майка, по молитвите на Свети Йован Предтече и Крстител, по молитвите на светите славни апостоли, по молитвите на Свети Архангел Гаврил, чисто храм принесуваме молитви на Господа Бога и чисто да не ще спомни празник, чествуваме по молитвите на светите праведни богоци Кемјана и по молитвите на сите свети, да не помилуе спаси, зашто е добар и човек полюби. Амин. По молитвите на светите си наши Господи Исусе Христе, Боже наш, милувай се над нас. Амин. Молитви на Господа Бога, празникот кој што Ангел Божи гласник, денеска ги чествуваме неговите јавувања и гласот Господу кој што светот Архангел Гаврил има пренесувано на луѓето. Ангелите се сведесни сили, гласници, секојаш Господ има потреба да им јави нешто на луѓето, сето тоа го правил преку ангелите Божји, така и денеска ги чествуваме и многу чудеса кои ќе има направено тези Архангел Гаврил, а за тоа ќе говорим утре на службата, след службата каде што започнете во 8 часот и 30 минути ќе започнеме со света празнична литургија. Нека ние за многу години живи и здрави да сте, Христе неговите. Продукцијата Марио Пилмеве се наоѓа одека во селото Ново село на празникот на црквата Свети Архангел Гаврил. Овде кете казаните се полни со гравче. Твоето име и презиме? Велевски Раденко. Од каде си по потекло? Демиркисарско, Живан Кисель Јабука, број Кондури 42. Бачо, гравове во прашање неја. Од кое место си од Демиркисарско? Село Стругово. Од Стругово. За колку гости денеска спремаш? 150, 200 над 200 до 350. Кога ќе ги прашаме куварите каква е рецетата за било кое готвење, не ја кажува. Ќе може ли, ете така малце за овие помладите готвачи и домајчинки, каква е рецетата, колку гравче сака, колку кромиче, колку потпршка? Поеќе месове. За кого да кажеме, за невестите или за мажите? И за мажите и за невестите, да не се лута. Значи, кој ќе за мажите, дека поголеми готвачи се мажите, така да? Па зависи, брат, кој како го јаде. Така. А кој ќе месо, кој има уште пубаво, тоа е. Так. Туку вака едно, да не загори, да промешаш малку, ќе може? Како не може? Ајде да видиме таму. Ајде, Шуба, мирица, па ќе го седиме после. тоа ради сланината. Ради сланината, а? Ќе да е нешто, да. Еден до сланината. И колку отприлike само казано е потребно колку сланина, колку Зависи доказано од големината. Да. Зависи де домаќините овде во Новосово, се големи домаќини луѓето, донесоа пафлан, пушен, прва класа. Дали донаци, дали кој како си милувал, али домаќини прва класа. Значи,
Се зависи до доматинлукот на црквата. Така да. Така. Доматинлук. Така. Еве го и другиот поголемиот казан. Значи во едниот казан ставим на 15 кг, во другиот ставим на 10. Така да. Како што гледате плива во сланина и во шуниц кој намириса, не можат луѓето да носат. Треба да дојдат на Свети Арангел овде на слава. Една светичка да си запалат и на графче. Утре вечерва е засловот, а утре е денот и утре ќе се готви, така ли? Така да. Што се Ево господинов е баш од селото овде, меѓу главните, и тој ќе каже два збора од одборот, значи дојде понамо, момце. Твоето име, презиме? Гоце Примановски. Иначе по прекар си познат во Ново село? Августот. Августот, ајде малце, како го доби прекарот? Сега, Долго и широко. Ти си овдека член... Така. На одборот. Ти си и член на одборот. Што е тоа што те влече ете овдека во црквата да помолиш за што се вика? Ранđел. Свети Ранđел, он не влече овдека сите и овдека сме другари сите овде што работиме, сите работиме добро за народот. Ти си како ти името? Јас сум Ристевски Бошко, Македонски Брод, село Грешница. Од Грешница? Која слава е во селото Грешница? Во селото сега нас набрзо доаѓа Цвета Петка На 8 август сега? на 8 август. Така. Овдека доаѓаш често пати во... Овде ја сум преселен од Македонски Брод. Така, во Ново село. Живеам во Ново село. И сега сум исто во одборот тука. И да помагаме за здравје, за што викаат за народ. Поречено се чувствуваш или скопјанец? Па видиш, мене повише ме рече пореченец, али и тука треба да се помага. Така е. Нека денот за години, па да се видиме заедно до година побројни. Така е, да се ми здрав и жив, да убаво све да биде. Небото беше ведро,
летно, но не многу жешко. Сонцето што туку беше изгреано високо над Скопската котлина, ки израци духовно го милува Новоселскиот духовен храм, посветен на Свети Архангел Гаврил, каде што уште рано и сутрината црковниот двор беше препон со народ. Почитувани мои, пред да видите како изгледаше утринската литургија, ручекот подготвен за гостите од страна на мештаните од селото Новосело, кумовите и црковниот одбор, во чест на летната слава на селото Новосело, во Селската црква Свети Архангел Гаврил, предлагам да се запознаете со моите досегашни сознанија за Новоселскиот духовен храм, посветен на Свети Архангел Гаврил. Денешната црква, посветена на Свети Архангел Гаврил, е возновена во 1871 година, а според некои други податоци во 1875 година врз дел од стара христијанска базилика. Црквата представувала впечатлива еднокоравна градба, чиј црковен двор бил заграден со долга камена авлија, одделкан доломитен камен, со влезна порта од северо-западната страна. За време на Балканските војни дотемел е разрушена, за да по Првата светска војна повторно е вообезновена, но со многу помали димензии, а денешниот архитектонски изглед датира од пред половина век. Во црковниот двор во правец северо-исток се селските гробишта. На просторот југо-запад се наоѓале некогашните распослани во 2-3 редици родовски трпезари, кои порано се користеле за време на големите верски празници, врз чии темели денес се наоѓа црковната трпезарија, а јужно од црковниот храм врз стари темели високо кон небесните синила се извива црковната камбанарија. Да ја исполниме нашата молитва пред Господа. Господи, за предложениве честни дарови, да се помолиме на Господа. Господи, Почитувани мои, предлагам да проследите како изгледаше утринската литургија, ручекот подготвен за гостите од страна на мештаните, кумовите и црковниот одбор, во чест на летната слава на селото Новосело, во Селската црква Свети Архангел Гаврил, во продолжение на оваа репортажа. Гнев и опасност, се молиме на Господа. Запази ме со Твојата благодат. Господи, помилуј, ја се равним, безизменија Бога, слова рочују, слушују Богородицу, ја величајем, јако сотворите величие силни, и свято имја Святи безсмертни, помилуй нас. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуй нас.
Отче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да биде царство Твое, да биде волјата Твоја, како на небото, така и на земјата. Хлебот наш насушен дај ни го денес и прости ни долговите наши, како што ги проштаваме ние на нашите должници. И не уведувај не во искушение, но избави од лукавиот. Зашто Твое царството и силата и славата на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Водачи на небеските војски, ние недостојни Тебе молиме секогаш, со вашите молитви да ме заштитите, под покровот на крилјата на вашата безтелесна слава. Чувајки не нашто усрдно, паѓаме и воскликнуваме, од беди избавете ме, како чинно началници на небеските сили. Да се помолиме на Господа. Господи помилуј. Господи Исусе Христе Боже наш, благослови ги овие лебови вината со Твојот свет дух, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Господи Исусе Христе Боже наш, ќе го принесуваме овој дар кој што се принесе во чест и спомен на светиот Архангел Гаврил, а за здравје и спасение на сите чеда Божи кои што чествуваат неговиот спомен. Имињата? Јовица. Славка. Александар. Милен. Дарко. Големо името на Света Тројца, Пресвета Тројца, помагај ни. Големо името на Света Тројца, Пресвета Тројца, помагај ни. Големо името на Света Тројца, Пресвета Тројца, помагај ни. Христос помеѓу нас и ќе биде бакнете во лепчето за ново година, здраве и спасение. Почитувани мои, пред да го проследите документарниот видеозапис како изгледаше ручекот подготвен за гостите од страна на мештаните, кумовите и црковниот одбор во чест на летната слава на селото Ново село во селската црква Архангел Гаврил, предлагам да ве запознаам со моите сознанија за старите адети и обичаи кои што новоселци и ден денеска ги имаат задржано, сочувано по повод нивниот патронен празник, селската слава посветена на Свети Архангел Гаврил. Како по стар обичај, така и денеска во селото, тој започнувал ден пред датата на која паѓал празникот, поточно кажано во приквечерината, а вообичаено започнувал по прекрашувањето на пладнината, кога сите мештани ја завршувале подготвителната гостинска работа, каде што до завршувањето на денот гости во селото доаѓале од пооддалечените села. Како по стар обичај, така и денеска во селото летната селска слава Свети Архангел Гаврил, како и секоја селска македонска летна православна слава, се чека 2 дена. Првиот ден се нарекува заслуг, а вториот ден е поделен на 3 дела, и тоа утринска литургија, ручек и патерица. Драги мои, ќе се обидам да ви опишам што значи заслугот, утринската литургија, ручекот и патерицата. Исто онака како што ми ги објаснија и мене моите домајчини. Во минатото во селото Ново село, летната селска слава започнувала со заслуг. Тој започнувал ден пред датата на која паѓал празникот, поточно кажано во приквечерината, а вообичаено започнувал по прекрашувањето на пладнината, кога сите мештани ја завршувале подготвителната гостинска работа, каде што до завршувањето на денот гости во селото доаѓале од пооддалечените села, а тоа биле блиски роднини и пријатели. Во првите вечерни часови доаѓал селскиот поп, кој го благословувал лебот и виното
и по благословот започнувала семењата прослава, додека утринската литургија се одвивала утредента на самиот ден на празникот, каде во селската црква доаѓало сето село, каде се одржувала селска утринска литургија, а биењето на камбаната означувала дека празникот започнал. Ручекот започнувал околу пладне, каде што секој домајчил давал курбан, јагне или овца, а патерицата, како дел од празнувањето, започнувала веднаш кога домајчинот ќе ги испратил главните гости, тогаш ги пречекувал подалечните пријатели, но не давал вечера, туку гостите се пречекувале на испраќање, демек да не им замереле дека не дошле, не ги посетиле, затоа што во минатото, ако некој роднина, пријател не дојде на гости, тогаш во тоа време била голема навреда за домајчинот. Нека е ден здраво години. Вие сте домаќин ова година овдека во црквата Свети Архангел Гаврил. Вашето име и презиме? Јас се викам Јовица Стеманов. Од каде си потекло? Ја потекло од Ѓорче. Така. Што е беше мотивацијата да речеме ова година ти да видиш еден од првите меѓу знаквите да бидеш домаќин, да ги пречекаш гостите од традиција од година на година, од колено на колено кој што се пренесува? Колено на колено нема, али задоволство кога сум роден, тука ќе со нив и така ќе се видам дајле. Додека можеме да бидеме здрави и живи. Твоето семејство кај се наоѓа? Твоите Моите деца се во Германија, 20 таму. Еден голем поздрав до сите наши македонци. Нека е денот за години, до година побројни. Да. За секој ќе бидеме здраво и живи. Чуте ме повели све ме не постои корона во светот. И мирта има. Нека е денот за години. Сум рекла да се Денеска за празникот за Свети Архангел Гаврил, што спремате, што се прави? Како гулаш така нешто. Так. За колку гости отприлика? 150 души. 150 души рад. Синоќ имало повише, Така. денеска така. Работен ден. Така. Сега, како е рецептава, колку месо сака, колку компили, колку она? Зависи. Така. Зависи. Твоето име? Власт. Од кој место си? Мирковци. Од Мирковци? Која слава му е на Мирковци? Света Петка. Света Петка, а? Сега во овој на 8. Да. Ке има гости многу? Правиме ручек горе. Така. Кај Рудникот. Горе, така. Повелете, дојде. Со господа Патакарчино. Да. Туку вака едно, ти кај си работел да не го запечиме ручекот? Ајде нека денот за години. Зубо некај. Да се видиме до година побројни. Зубо некај. Ајде, амин Господе. Зубо. Вас пресну и недостойни, да вашими молитвами оградите ни, кровом крилне вешествени, а ваше ја слави, сохрањајуште ни, припадајуште прилежно и вопијуште, овдјет избавите ни, ако чиноначалници, вишних сил, слава Отцу и Сину и Святому Духу, нині и присно во веки веков. Амин. Господи помилуј, Господи помилуј, Господи помилуј, Господи Исусе Христе, Боже наш, благослови го, јадењето кое се принесово, слава и чест на Свети Архангел Гаврил, чисто спомен го празнуваме, а ти што ти това јадење дарувај ги на сите ги за твоите земни и небесни блага, сега секогаш и во вечни векови. Амин. Нека е за година, нека е за здравје и за спасење. Право да управува со зборовите на Твојата вистина. И дај ни нам
со една уста и едно срце да го славим и го... Ти си клисар. Клисар домаќин. Така, ајде ми се представиш твоето име, презиме, од која фамилија си, од кај си потекло? Сидорски Драголюб, потекло од Пожаране, Гостиварско, Благојно Дече, Пожаранче. Познатата песна Благојно Дече Пожаранче. Да. Пред колку години си овде доселен во Ново село? Овдека сме од 68 година. Се чувствуваш како пожаранец или како новоселец? Како новоселец. Зашто од мало сум овдека од прво деление во Ново село. Сега, овој да те прашам. Рече дека си овдека уште од прво деление. Како да се викаше даска уште те научи да читаш и да пишуваш на времето? Таа беше учителка Љубица Гавриловска. Така, строга беше или добра беше? Јака беше. Така. Колку бевте ученици во делението? Имаме во салата една училница беше, еден ред прво деление, друг ред второ, трет ред трето, четврто деление. И така учеме. Така. Ова те прашам, кој ти е тебе куќна слава? Куќна слава ми е Свети Арангел Гаврил. Денешна се вика да. Порано селото чекаше гости, така? Стално чека гости. Так. Што е тоа да бидеш клисар овде во црквата? Тоа е нешто најголемо. Слуга на Господ. На Дедо Господ слуга. Али здравје ми служи и стално секој разбудување и легнување се крстам на Дедо Господ. Ова сега една порака до сите наши македонци, каде ти да се наоѓаат, дали во Република Македонија, дали во Америка, во Егејскиот, Пиринскиот дел на Македонија, дали е добро да си дојдат дома? Свите сме едно исто, наши. Тоа што било, знаеш, поминало, ама свите се остануваме наши. Нека е дено за години. За многу години нека е па тоа. До година побројни. Амин Боже. И да ни е жива здрава Македонија. Да е жива и здрава Македонија. Ангел на мирот, верен раководител, чувар на нашите души и тела, просиме од Господа. И разрешување на нашите гревови и прегрешенија. Почитувани мои, Бога ми мерак ми беше што ете Господ и мене ме донесе да дојдам на гости во Скопската приградска населба Ново село на нивната летна слава посветена на Свети Архангел Гаврил и јас да бидам дел од Сенародниот собор. На мојот престој во Скопското село Ново село му се ближеше крајот. Не ми се напушташе селото, но морав да се заминам, затоа што ме чека и другите села низ Скопската котлина и нив да ги посетам и за нив да направам нови документарни записи со едно ветување дека пак ќе дојдам во ова приградска скопска населба, само Господ здравие на сите нам да ни даде.